Промените доаѓаат, а народот е обединет. Драги пријатели, нудиме платформа 1198 која се обврзува да го подобри квалитетот на живот на сите граѓани и целосно да ја трансформира Македонија. Ветуваме реализација на економски раст од 5%, отворање на нови 55.000 работни места, фронт против корупцијата, проверка на имот на судии и јавни обвинители и нивните семејства, 250 милиони евра инвестицијски бум во општините, реорганизација на министерствата и институциите и намалување на бројот на функционерите. Ќе го зголемиме надоместокот за социјална заштита. Платформата 1198 се обврзува на линеарно покачување на пензиите за 5.000 денари во првата година од мандатот. Ќе обезбедиме секое дете да оди во градинка, поевтини сметки за струја преку укинување на тарифата за пристап до мрежа, како и 800 милиони евра за македонското земјоделство, за гарантиран откуп и цена на земјоделските производи. И најважно овде за Кочани, со платформата 1198 се образуваме на изградба на дом за стари лица во Кочани, изградба на нов Јужен булевар, поврзување на улица Никола Карев од вкрстувањето со железничката пруга во Кочани, фекални атмосферски води во спортско-рекреативен центар Пониква, реконструкција на улиците Гоце Делчев и Борис Трајковски, изградба на катна гаража, изградба на колектор за фекална канализација Виница Кочани, изградба на мост на Кочанска река за поврзување на улица Лазар Андонов и Вера Которка. Ве повекувам на масовна излезност, да подадеме рака на секој кој сака да се приклучи на промените, да разговараме со секој и да ја побараме поддршката од него, да се обединиме под знамето на Македонија, за да си ја вратиме изгубената држава. Да се обединиме сите за бројот 2. 2 за жена председател Гордана Силјановска-Давкова. 2 за премиер Христијан Мицкоски. Вистинското прашање е што е храброст? Да продадеш име, да продадеш устав, да проблематизираш историја и повторно да бидеш пред портите на Европската Унија. Затоа што и тие од Европската Унија знаат дека криминалци се во владата во Македонија. Затоа излезот го бараат во две сценарија кои упорно ги разработуваат и се нивната сламка за спас. Првото е тивкиот бойкот за претседателските избори кои го заговараат. Додека судираат во гради дека ќе згазеле во вториот круг, всушност тие сакаат да одработуваат на тивок бойкот и спласнување на атмосферата на изборите. Второто сценарио е она на Ковачевски, кое што сите вие го знаете, дека на Али Ахмети му дава пред него бел лист хартија и пенкало и му вели напиши што треба да имам ја во новата влада. Масовната излезност е решение за овие пеколни сценарија на Артан, Али и Димитар Ковачевски. Масовна и недвосмислена поддршка за коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, која е единствената сила за промени. Таа поддршка ни е потребна за да нема уцени, за да нема притисоци. Да имаме сила за промени, а таа сила можете да ја дадете само вие, народот на Македонија. Цунамито на огромниот бран на промени е започнат. Приклучете се, ве молам, и бидете дел од оваа генерација која одлучува за сопствената иднина. Има надеж и сите заедно ние ќе се избориме. Сите оние пак кои во првиот круг гласаа за некој од другите опозицијски кандидати, кои сега се надвор од трката за претседател. Дојдете и поддржете ја единствената и главна сила за промени Гордана Силјановска-Давкова, коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН. Да не се ситнат промените. Приклучете се таму каде што е огромното мнозинство која носи новата надеж за иднината на Македонија. Ова не е Македонија што ја сакаш и Македонија што ја заслужуваш, како што го започнуваме секој наш собир со граѓани во оваа двојна кампања. Овие избори се последна шанса за спас. Ширете ја пораката на промените. Тоа не се промени за освети, не се промени за поделби. Тоа се промени во кои надежта го победува стравот, заедништвото ги победува поделбите. Државата е твоја и време е да си ја вратиш во своји раце. Македонија повторно твоја,
промените во твои раце. Ti na ovoj krstopa što si i saka sve to da go promeniš. Važno je, ti si ključ za sve.